Овде зборува апостолот за одредени контрасти на исклучивост помеѓу себе. Значи контрасти кои не се поднесуваат еден со друг, односно се исклучуваат еден другиот. Таму кај што едното е присутно, таму е неможно другото. Во таков исклучителен однос Павле започнува да набројува дека се правдата и беззаконието. Вели што има правдата заедничко со беззаконието. Може да тоа е реторичко прашање од негова страна, значи кога вели што има правдата со беззаконието, сака да праша, сака да каже нема ништо. Односно има ли нешто? Нема. Тоа е, како што реков, реторичко прашање во кое одговорот е според него многу јасен. Правдата нема ништо со беззаконието. Може да се каже таму кај што има беззаконие, таму нема правда. Или беззаконието представува отсуство на правдата. Со други зборови нема трето, или си виновен или не си. Или си во правдата, или нужно си во беззаконието. Едното го исклучува другото. Значи, и во се да си праведен, ако нешто си сгрешил, виновен си. Значи, престануваш да биваш праведен во иста смисла. И правдата го исклучува беззаконието и обратно. Значи, не се поднесуваат едно со друго. Немаат ништо заедничко, како што рековме. Беззаконието и правдата. Понатаму продолжува какво заедништво има светлината со темнината. Повторно, никакво. Реторичко прашање. Никакво заедништво нема светлината со темнината. Односно, темнината представува отсуство на светлината. Таму кај што нема светлина, таму има темнина. Таму кај што има светлина, веќе не е темнина. И тие не одат заедно. Или е светло, или е темно. Ако исклучиме избор на светлина, ќе биде темна. Ако го вклучиме, веќе е светло. Темнината е изгонета. Значи не одат едно со друго. Односно се исклучуваат едно другото. Едното го исклучува другото. И овде цело време всушност прави паралела помеѓу животот со Христа и животот без Христа. Животот со Христа го подразбира како живот на оправдание. Или тоа е веќе за него многу расширена теолошка тема, дека ние примаме правда преку праведноста на Исуса Христа, односно преку цената која што Христос ја плати за нас. Преку неговата жртва ние сме оправдани и ние стекнуваме статус на праведници. Но сега веќе правдата нема ништо со беззаконието. Библијата ќе каже оно што е во Христа, тоа е во светлина. Излегува од темнината и влегува во светлината. И тие веќе не се поврзани едно со друго. Да се биде во Христа значи да се биде во светлината, а да се биде во светлината значи да се излезе од темнината. Понатаму ќе рече во што се сложува Христос со Велијал. Велијал или во некои преводи Велијар. Ова зборче се користи само овде во Новиот Завет. Значењето му е подлец или опак. Значи, подол, нешто што е подло или опако по природа. И се однесува на злиот, на сатаната, на ѓаволот. Односно на се што е против Христа. На антихристот можеме исто така да кажеме дека се однесува. И овде Павле повторно реторички сака да каже нема ништо што ги сложува Христос и Велијал. Нема ништо што ги спојува Христос и антихристос. Христос и сатаната. Нема ништо заедничко помеѓу нив. Едното го исклучува другото. И тие немаат ништо заедничко, немаат ништо што нив двајцата би ги сложил. Радикално спротивставени две страни. Радикално во постојан отпор едни кон други. Во ништо не се согласуваат. Спротивставени
и исклучителни едни кон други. Таму кај што е Христос, таму сатаната е изгонета. Таму кај што го нема Христос, таму е присутна сатаната, нема трет. Некој ќе каже, јас не верувам во Христос, ама не верувам ни во сатаната. И фактички како да заземо трета страна. А всушност Библијата не учи дека има само две духовни тежненија. Таму кај што е Христос, сатаната не е присутна, и таму кај што нема Христос, е присутна сатаната. Сакал ти или неќе. Значи тој насилно влегува, не те ни прашува дали сакаш или не сакаш. А ако Христос, кој нежно чука на вратата и бара кој ќе ми отвори, ќе влезам при него, ако Христос влезе во нечие срце, тогаш сатаната е изгонета од тоа срце. Значи тие се во константен спротивставен однос еден со друг. Односно едниот го исклучува вториот. Каков дел има верникот или неверникот, вели понатаму? Верникот со неверникот каков дел има? Повторно реторичко прашање, нема никаков заеднички дел. Значи тоа се две радикално спротивни нешта. Верникот од неверникот е различен како правдата од беззаконието, како светлината од темнината, како Христос од антихриста. Значи, таква е тензијата помеѓу верникот и неверникот. Нема никаков заеднички дел. Понатаму ќе рече како се сложува Божиот храм со идолите. Повторно, реторичко прашање на кое одговорот е никако. Не може да се сложи Божиот храм со идолите. Односно, таму кај што има Божи храм, таму нема идоли. А таму кај што има идоли, тоа веќе не е Божи храм. Тие едно со друго се исклучуваат. Божиот храм го исклучува идолот од секаков облик. Божи храм значи Бог е присутен тука и нема место за било што друго. А идолскиот храм го исклучува Бога, затоа што ако има идоли, тогаш Бог е избркан од таа просторија или од тој храм. Нема ништо заедничко помеѓу Божиот храм и идолот или идолите. Повторно, едното го исклучува другото. Присуството на едното значи отсуство на првото. Овде Павле на некој начин го опишува и нашиот живот, личен, и апелира до нас да го напуштиме злото, за да влеземе во доброто, а зборува и за нашиот однос кон ближниот. Значи, на некој начин Павле не повикува да не живееме живот со двојни стандарди, да не живееме подвоен живот, туку да живееме како верни посветени Божи чеда. Не повикува да се отстраниме од беззаконието, за да пребиваме во правдата. Ние нели по природа стануваме праведници затоа што кога го прифаќаме Христа, односно го примаме неговото оправдание и стекнуваме статус на оправдани или праведни лица. Но не само по статус и нашата природа мора да даде резултати на праведнички живот. Односно, ако пребиваме во правдата, да живееме живот во правда, а ако живееме живот во правда, тоа би требало да го исклучи беззаконието, затоа што нема ништо заедничко помеѓу правдата и беззаконието. Ние кога поверуваме во Христа, ние влегуваме во неговата светлина и тогаш веќе не треба темнината да наоѓа простор во нашиот живот. Љупчо се дошеше дека темнината има тензија или тенденција. Има тенденција да се врати, да го угасне светлото, ако е можно. И таа постојано се обидува светлото кое што е запалено да може некако да го угасни. И понекогаш тој налете може да биде и многу посериозен, како што рече Љупчо, првата состојба е полоша и од претходната. И тоа не е спротивно на писмото, затоа што писмото вели кога ѓаволот ќе најде исчистен дом, доведува уште 7 демони со себе и вели сегашната состојба е уште полоша и од претходната.
Што значи темнината има тенденција да го угасне светлото во човечкото срце. И затоа Павле не повикува, ако живеете во светлина, пребивајте во светлина и немојте да имате ништо со темнината. Ако сте влегле во Христа, престанете да имате било што со другата страна, со опакиот, со подлиот, со сатаната. Останете само Христови. Ако сте станале Христови, тогаш престанете да бидете идолопоклоници. Затоа што не оди заедно да се кланяш на идоли и да се кланяш на Бога во исто време. Ако се кланяш на Бога, тоа ги исклучува сите други можни клањања. И Христос вели, напишано на Господа својот Бог, клањај му се и само нему служи. И тоа и првата, и втората, заповед го подразбираат. Јас сум Господ твојот Бог, да немаш други богови освен мене. Да не правиш слика или резан лик за она што е на небото или она на земјата или во водите под земјата, за да им се кланяш. Ако си Божи, служи му само на Бога. Идолите нека немаат простор во твојот живот. Затоа што не оди едното со другото. Во 17-тиот стих ќе рече, всушност веќе во 16-тиот, зашто ние сме храм на живиот Бог, како што рекол Бог, ќе живеам во нив и ќе одам сред нив и ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Значи, ние стануваме храм на живиот Бог. Тоа Павле постојано и постојано ни го повторува. Знаете, имате старозаветен концепт на храмско служење. Имаше само еден храм. Еден храм имаше во Ерусалим. Изграден од Соломон, синот Давидов. Потоа во време на Вавилонското робство тој храм беше срушен, а после пак обновен и некаде 70-та година од нашата ера повторно беше срушен и од тогаш и веќе не постои. Но Павле вели сега во новиот завет веќе нема потреба од храм, туку вие сте храм на Бога. Ние сме храм на живиот Бог, како што рекол Бог, ќе живеам во нив и ќе одам сред нив и ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Значи јас и ти стануваме храм на присуството Божјо, храм на Бога, храм на Светиот Дух, како што опишува во 1 Коринтијаните. Ти и јас сме храм на живиот Бог. Особено ти и јас заедно. Ние како заедница стануваме храм на живиот Бог. Јас ќе станам нивен Бог, а тие ќе станат мој народ. И кога стануваш храм на живиот Бог, веќе тој храм на живиот Бог не треба да има во своето срце место за идоли. Затоа што не може на иста столица да седнат едниот и другиот. Не можеш Бога да го ставиш заедно на твојот престол на срцето со идолот. Едниот го исклучува другиот. И не одат тие нешта заедно. Понатаму ќе каже 17-тиот и 18-тиот стих: затоа излезете од меѓу нив и одвојте се, говори Господ, и не допирајте се до нечистото, и јас ќе ве примам. И ќе ви бидам татко, а вие ќе бидете мои синови и ќерки, говори Господ, Семочниот. Овде имаме повик да го напуштиме старото и да влеземе во новото. Да го напуштиме животот во беззаконие, за да влеземе во правда. Да го напуштиме животот во темнина, за да влеземе во светлина. Да го напуштиме животот во служба на сатаната, за да влеземе во служба на Христа. Да го напуштиме идолскиот живот, за да станеме храм Божи. Напуштете го старото и влезите во новото. Понатаму вели да не се ни допираме до нечистото. Да нема простор, да нема место до ништо што е нечисто во нашиот живот. Затоа што така радикален е пресекот помеѓу злото и доброто, помеѓу Бога и Сатана, помеѓу темнината и светлината.
како што имаме радикален рез. Темнина зад прозорецот, светлина овде, затоа што тука е вклучена светлина и нема темнина, а надвор нема светлина и таму е темнина. На исти начин, Павле не повикува да не се ни допираме до она што е нечисто, да се очистиме. И во 7 глава не повикува на тоа: возлюбени, имајќи ги овие ветувања, да се очистиме од секоја духовна и телесна нечистота, довршувајќи ја својата светост во страв пред Бога. Имајќи ги овие ветувања, претходно што во целото ова послание ни ги опишува, нели се сеќавате, ветување за помирување со Бога, ветување за откуп на гревовите, ветување за воскресение и така натаму, ветувањето за спасението. Павле не повикува да ја довршиме својата светост. Ако сме ја започнале, верувајќи му на Христа, не повикува да ја довршиме. Како да ја довршиме? Одвојувајќи се од секоја духовна и телесна нечистота. Телесната нечистота е нечистота која се извршува со тело. Каква нечистота со тело? Блуд, да кажеме, нечисти страсти, прождрливост, цревоугодие. Овде ни се набројува. Па и онаш, кражби со рацете што ги правиме, лаги со устните што ги изборуваме, убиствата со рака што ги извршуваме. И зависностите, дрогите, алкохолот, разни субстанции без кои не можеме во ова расипано тело. Вели, она што го започнавте да вршите, одвојте се од секоја телесна нечистота. Духовните нечистоти исто така одвојте се. Духовните нечистоти се општење со духовен свет кој не е Христос. А рековме, она што не е Христос, со што се сложува Христос со Велијал? Со ништо. Ако му служиш на Христос, тогаш стави крај на духовните искуства со злиот, со опакиот, со подлецот, за да бидеш само Христов. Што значи да се биде Христов, значи да се престане со окултни действија, чародействија, услуги на гатачи, на магии, на ѓаволски духовни влијанија, на идолатрија или идолопоклонство од различни облици. Затоа што тоа не води едно со друго. Затоа што Библијата не повикува да влеземе и во телесна, и во духовна чистота, да ја напуштиме нечистотата и да го довршиме делото на посветувањето со страв Божи. Во страв пред Бога. Свесни дека Бог не наблюдува и дека Бог очекува да ставиме крај на старото, на поганото, на нечистото, на беззаконичкото действување, на општењето со нечестивиот, со злиот, со опакиот и да влеземе во единство со Христа, чисти, прочистени во телото и во духот од секаква нечистота. Во практицирање на светост, исполнети со стравопочит пред Бога. Освен што Павле не повикува да не живееме подвоен живот внатре во себе, некој облик на, може да се рече, на духовна подвоеност, духовна шизофренија, и вака, не повикува и да внимаваме на нашите односи кон нашите ближни. Затоа во 14 стих вели: не впрегнувајте се со нееднаков јарем со неверниците. Значи, освен за себе, ова се однесува и за оние околу нас. Фактички сака да каже, знаете ли дека светот на верникот и светот на неверникот се два различни светови? Свет на светлина и свет на темнина. И не влегувајте во еднаков јарем, не впрегнувајте се во нееднаков јарем со неверниците.
Повторени закони, например 22 глава, 10 стих имаше еден закон во Израел кој изгледа прилично банален вака ако го читаме одвоено. Значи повторени закони или некои ја знаат како пета книга Мојсеева 22 глава 10 стих. Не впрегнувај во плуг заедно вол и осле. Во таа смисла, кога се впрегнуваат два вола, не, за да ора, и двајцата волови се впрегнуваат во еднаков јарем, затоа што двајцата се силни волови и тие заедно влечат во еднаков јарем. Кога впрегнуваш вол и магаре, едно што во старозаветниот Израел тоа се чисто и нечисто животно, второ што тие немаат еднаков од, немаат иста силина или снага и немаат исто однесување, немаат иста послушност. И што значи? Тоа значи дека во вака подвоен однос помеѓу магарето и волот, што ќе се случи? Веројатно целиот товар ќе падне врз волот. Ќе стане нееднаков јарем. Затоа не впрегнувајте се во нееднаков јарем, затоа што тоа не може да биде подвоена или подеднакво поделена работа помеѓу двајца волови. Овде станува нееднаков јарем.